Нова интересна содржина во, да си кажеме, во утринската на Телма. Утрово зборуваме последен за политика, односно за изборите во САД и за културата. И кога станува збор за културата, еден многу важен и клучен сегмент е филмот. Утрово имам чест да најавам серијал од грчки филмови кои ќе бидат прикажани во Скопје и во Битола, а вие најавувам како гостинка и велам добре дојде во студиото на Флорентија Кјорци, прв секретар за комуникации во Грчката амбасада во Скопје. Добро утро, добре дојдовте во студиото на Телма. Фала многу. Катархаз, Најпрво би сакала да ви се заблагодарам Кире Петрески, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω на поканата да го представиме овој настан. αυτή την εκδήλωση. Θα συνεχίσω τώρα στα αγγλικά. Ќе продолжам сега на англиски. The Public Diplomacy Office of Канцеларијата за јавна дипломатија на амбасадата на Грција во Северна Македонија, со поддршка на нашата амбасада, презеде иницијатива да организира серија на филмски проекции во Скопје и Битола, насловена "Ајде да се запознаеме". Целта на проекциите е да ја се даде можност на публиката во Скопје и Битола да ужива во грчките филмови кои што беа сакани во Грција и во странство. Првиот филм што ќе го прикажеме Мала Англија на Панделис Вулгарис и во декември Божикно танго на Никос Кутелидакис. Зошто е избран токму насловот "Ајде да се запознаеме", Getting to know each other? Зарем не се познаваме доволно добро, бидејќи сме први соседи? Getting to know each other film-wise. Ајде да се запознаеме, но филмски од филмски аспект. Освен тоа, се разбира дека се познаваме, но има толку многу возбудливи аспекти што допрва треба да ги откриеме, а кинематографијата е секако еден од нив. Грција ја има една од најголемите и најстарите филмски традиции во Европа и незината продукција ги допира сите жанрови на кинематографијата, од фикција до документарни филмови, експериментално кино и анимација. Имаме режисери кои има големо влијание врз светската кинематографија, како што е Тео Ангелополос. Во денешно време го имаме Јоргос Лантимос, кој што е наречен таткото на грчкиот Weird Wave, кој ужива светско признание. Всушност, треба да ви кажам дека неговиот најнов филм, Poor Things, го гледа во Скопје минатата година во преполно кино. Овој филм се прикажуваше неколку недели со голем успех, но не сите успешни грчки филмови имаат можност да стигнат до кината во Северна Македонија или воопшто во странство. Кога станува збор за грчкиот филм, неодамна се одржа филмскиот фестивал Киненова овде во Скопје. Јас лично бев да видам неколку проекции и имав чест и можност да видам една позната грчка режисерка која беше член на жирито, а имаше и проекција на некои грчки филмови на Киненова. Од настаните што ги одржавме тука, знаеме дека грчката кинематографија е популарна кај публиката во Северна Македонија. Го одржавме четвртиот грчки филмски фестивал во соработка со Киненова, интернационално филмски фестивал во Скопје и Битола во април во 2024 година, прикажувајќи 3 краткометражни филмови и 3 играни филмови. Бевме многу задоволни од одзивот и на тоа како реагираше публиката. Исто така, на 9-тиот меѓународен филмски фестивал Киненова, што се одржа пред неколку денови во Скопје, грчкиот филм Жена убиец на Ева Натена ја доби наградата Гран При за најдобар филм. Вреди да се спомене дека со своето присуство проекцијата на филмот ја почести председателката на Републиката, госпоѓа Гордана Силјановска Давкова.
Исто така, на Медитеранскиот и Балканскиот филмски фестивал преку езерото во Дојран, наградата Гран При за најдобар филм е доделена на уште еден грчки филм, а тоа е филмот Тишина 6-9 на грчкиот режисер Христос Пасалис. Well-known Greek director. Океј, циклусот ќе го почне филмот Мала Англија. Може да ни кажете нешто повеќе за Мала Англија, но претходно би сакал да ги замолам колегите од режијата да го видиме трейлерот и нашите гледачи имаат можност да видат за што станува збор, а потоа ќе ни објасните нешто повеќе за Мала Англија, филмот што го отвара овој циклус. Микра Англија. Ќе ни кажете нешто повеќе за филмот, меѓутоа какво е вашето искуство со македонски филмови? Имате ли вие познавање за некој наш филм? Силно веруваме дека кинематографијата представува мост помеѓу двете земји. Например, вашиот филм Медена земја на Тамара Котевска и Љубомир Стеванов беше сакан од грчката публика и грчката филмска јавност го нарече ремек дело. И кинематографијата како мост станува поопиплива кога станува збор за копродукција. Поистакната копродукција помеѓу Грција и Северна Македонија е филмот Зад стоговите сено на Асимина Проедру, кој минатата година беше прикажан на фестивалите и во кината во Северна Македонија. And it was screened last year, both in festivals and the cinemas of North Macedonia. Така да се тоа не натера да сватиме дека публиката тука ја сака грчката кинематографија и затоа ја организираме ова серија на проекции. Микро Англија. Зашто се работи? Може ли да кажете нешто повеќе за тој филм? Се работи за некој остров во Грција? Не можевме да ги започнеме овие проекции подинамично. Започнуваме со филмот Мала Англија на режисерот Панделис Булгарис, кој за 2 дена ќе се прикажува во секогаш гостопримливиот простор на кинотека на Северна Македонија во среда на 6 ноември во 19 часот и во Битола во киното Браќа Манаки на 24 ноември. Да нагласам дека сите наши проекции се бесплатни. И тука би сакала да им се заблагодарам на директорот на кинотека Бошко Грујовски и филмологот Бојан Станишич за нивната помош при реализација на овие проекти. Филмот Мала Англија е производ на соработката меѓу режисерот и многу наградуваната писателка Јоана Каристијани. Сценариото на филмот е засновано на најпродаваниот роман Мала Англија од Јоана Каристијани и всушност треба да напоменам дека адапцијата на романот за снимање на сценариото ја направи токму таа.
Така на тој начин гледачите не само што ќе видат филм, кој што мислам дека премногу ќе допре до нив, туку и ќе стапат во контакт со еден многу убав грчки роман. Што се однесува на директорот, на режисерот на филмот Панделис Вулгарис, мораме да кажеме дека тој е еден од најзначајните грчки режисери, заедно со Теодорос Ангелопулос, беа главните експоненти на современата грчка кинематографија. Да, тоа значи дека постоеше нешто што се нарекуваше стара грчка кинематографија, која што беше повеќе комерцијален вид на кино. А современото грчка кинематографија беше нов бранд на политизирана кинематографија, што обнови грчката кинематографија и направи позната во 70-тите години па натак. Така Панделис Вулгарис ги сними некои од најважните филмови во историјата на грчката кинематографија, како што се Камени години, Среќен ден и многу други. Мала Англија е за тоа како договорениот брак ќе го размрда животот на едно семејство. Дејството на филмот се одвива на островот Андрос, кој што е наречен Мала Англија, поради финансиската мок на неговите жители. Преку историјата на едно семејство го гледаме тешкиот живот на морнарите и тешкиот живот на жените во 1930-тите години. Како што знаете, кинематографијата е уметничка форма, која што фаќа многу други форми, и овој филм е филм со силни емоции, што обединува убава фотографија од многу важен грчки директор на фотографии, Симос Саркенцис, многу талентирана актерска екипа со сензационални изведби и, како што кажавме на почетокот, беше многу сакан од грчката, но и од меѓународната публика. Добро, спомнавте проекции на 6 ноември и 24 ноември, ако не грешам. За крај, за гледачите кои не гледаат и кои можеби ќе сакаат да дојдат на проекциите, уште еднаш да ги повториме точните тајминзи и локацијата и во колку часот почнуваат филмовите. Сакаме да ги поканиме гледачите на ова прослава на уметности, кои се очинуваат кинематографијата, да прослават со нас и да го засакаат овој филм. Ве очекуваме во среда, на 6 ноември, во 19 часот во кинотека. 19 часот во кинотека. Вториот филм? Филмот ќе биде Мала Англија на getting to know us better cycle of projections. And what is the location and the timing for the second film? For the second film? The second film will be screened at Божикно танго. 6 of December. Ќе биде прикажан на 6 декември, исто така во кинотека. North Macedonia. And I think it will also be 7 o'clock. И се надевам дека исто така ќе биде во 7 часот. Господја Флорентија, ви благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма и за прекрасната можност нашите гледачи да се запознаат повеќе со грчката кинематографија. We thank you.